Одиме во живо во Битола, во сабота стартува битолската зимска приказна. Колешката Александра Максимовска во првото линковско вклучување веќе најави дека ќе имаме детали во продолжение за ова. Александра, зошто треба да бидеме во Битола и те молам да нели во следниве 5-6 минути да ги дознаеме најважните детали. Повели. Сјај, музика и зимска магија ќе донесе овогодинешната битолска зимска приказна. Богата програма, културни содржини за сите генерации е она што ги привлекува градот, што привлекува огромен број на посетители. А што е она која е визијата на локалната власт и што ќе донесе оваа зимска приказна, ќе дознаеме повеќе од разговорот со нашиот денешен гостин Борче Димитровски, секретар на општина Битола. Добро утро, Борче. За почеток ќе почнеме, градот веќе е облечен во новогодишно руво. Како течат подготовките за престојната зимска приказна? Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Подготовките се веќе влезени во финална фаза. Денес ќе објавиме детализираната програма која што граѓаните веќе ја бараат со сатниците и со сите конкретни активности и локации кои што ќе ги има оваа година зимската приказна. Пред една недела го украсивме градот во новогодишно руво, бидејќи сега правиме комбинација на следење на европските трендови кои што нели го слават Божик на 24 декември, но интенцијата е градот да биде украсен подолг период отколку во минатото, кога традиционално баш во очи на Свети Никола се украсувал градот, а веќе од 20 од сабота започнуваме со овогодинешното издание на зимската приказна. Колку настани ќе има, каде ќе се одржуваат сите тие настани, кој се ќе учествува во оваа зимска приказна? Оваа година програмата ќе биде над 200 часа, значи навистина богата и разновидна понуда на 8 локации, но не само во градот, значи покрај плоштадот Магнолија, платото на офицерскиот дом, старата битолска чаршија, ќе имаме програма и во Безистенот, еден уникатен објект, исто така во Пациото ќе имаме сместена алтернативна програма. Понатаму во трговскиот центар Блис ќе биде изведена дел од програмата на зимска приказна и на два настани кои што ќе бидат доста значајни на нашиот убавец Пелистер. Како што кажав, повеќе од 200 часа програма, 67 музички бендови, над 20 солисти, 35 часа детска програма ќе учествуваат. Ќе имаме и зимски Гринч фестивал со пријателите од Баскерфест, но многу ни е драго што градинките, училиштата имаат активно учество во програмата на зимска приказна. Исто така националните институции се дел од тоа, така да битолчани ќе можат да уживаат во празничната магија се до Божик. Така, оваа зимска приказна стана традиционална. Што ќе ја направи овогодинешната зимска приказна посебно во однос на претходните? Се трудиме да имаме иновативни идеи, иако некој ќе каже дека сега во светот се е измислено. Основната идеја да и тие работи кои што се добри, кои што се измислени, се донесат и во нашиот град, така да за прв пат веројатно и во историјата на целата држава, меѓутоа ајде нека не звучи многу нескромно, а во Битола сигурно ќе имаме зимско кино на отворено, че сме имале варијанти на летни кино во минатото и тоа е еден проект кој што предизвика огромен интерес. Ќе биде токму тука во просторот во близина на битолската магаза на плоштадот Магнолија. Професионална опрема, ќе ги обезбедиме сите технички услови. Селекцијата на божикни филмови е одлична и сметам дека цели фамилии ќе можат да уживаат на киното на отворено. Иако има многу различни прашања кои што се поставуваат, јас само кажам нека остане мистерија како тоа ќе биде изведено и веќе на 20 со филмот Сам дома, убедливо најдобриот новогодишен филм кој што е прогласен на сите анализи на филмски критичари, кој што оваа година слави 35 години, ќе ја започнеме програмата на празничното кино. Колку дена ќе биде, ќе имаат можност граѓаните да уживаат во киното на отворено и да напоменеме дека сето тоа е бесплатно? Селектирани се 5 филмови, значи помеѓу 20 и 24 киното ќе функционира. Првиот дел на Сам дома 2, Умри машки, иако многу се сомневаат, меѓутоа и тоа е божикен новогодишен филм.
Елф и имаме една двојба помеѓу Гринч и Кошмарот пред Божик. Тоа ќе биде последниот филм, значи 5 филмови кои што бесплатно ќе бидат прикажани како дел од овогодишната зимска приказна. Оваа година споменавте и еден некој божикен автобус. Па да, ќе имаме и празничен автобус, кој што помеѓу 26 и 30 декември ќе се обраќа низ улиците на Битола. Ќе има внатре музика со диџеј, истиот ќе биде соодветно украсен и тоа е уште една нова идеја која што за прв пат ќе биде ставена во функција оваа година, а за програмата зборував општо, но оваа година со гордост можам да кажам, без да потценам ништо од минатите години, дека имаме најдобри хедлайнери, буквално се она што од локалната и целокупната македонска сцена е на врвно ниво ќе биде дел, така да започнуваме со Супер Хикс. Дел од програмата ќе бидат и Сара Мейс and the Girls, нов концепт на Сара Мейс, Битолскиот оркестар Дива, понатаму Нокаут, ги кажав Супер Хикс, Димитар Андоновски, Владко Лозановски, се ќе испуштам некои од имињата, беа најавени, навистина огромен број на имиња, кои што најголем дел ќе бидат на сцената на платото на офицерскиот дом, но не помалку драгани и алтернативната сцена во Пацијото, каде што авторски бендови ќе настапат. Таму дел од програмата ќе биде Пијан Славеј, исто така Пеперминт и други бендови кои што ќе ги откриеме. Техно журка иновативна во Безистенот, така да ќе има за сите вкусови огромна понуда. За крај сосема накратко да кажеме што да очекуваат граѓаните за новогодишната, за дочекот на новата година. Па оваа година, во очи на дочекот на новата година, дел од програмата ќе биде изведено, ќе учествува Битолското кабаре, со еден нивни нов концепт кој што ќе биде пријатно освежување за граѓаните, а главниот настап во очи на самата нова година ќе го има култната македонска група Нокаут и сметам дека тоа ќе биде програма за сите вкусови и дека битолчани одлично ќе поминат уште една новогодишна неки. Се надеваме и ние исто така ви благодариме за гостувањето. Благодарам поканата. Се надеваме дека овој разговор ќе разбуди љубовитност кај сите граѓани на целата држава, меѓутоа и пошироко, и дека во престојните 12 денови од зимската приказна ќе можат да ја посетат Битола и да уживаат во незините убавини, исто така и во богатата културна програма која што е наменета од најмали до највозрасни, и да напоменеме дека оваа зимска приказна започнува во сабота со почеток од 11 часот со програма за најмладите.